Почитувани мои драги колеги, пред се новинари, партнери и соработници, ми представува особена чест денеска токму на ова место во инфоцентарот на Европската Унија да го промовираме новиот проект на Институтот за комуникацијски студии при Високата школа за новинарство и за односи со јавноста под наслов Изразување на јавниот интерес, зголемување на моќта на медиумите и граѓаните во штитењето на јавните политики во Македонија. Се чини дека Македонија од нејзиното самостојување до денеска е секогаш во криза, но ова што во последнава година го искусуваме навистина е еден од најпредизвикувачките периоди за македонската демократија и за општеството во кое живееме. Јавната сфера е целосно заземена од политичките елити и од другите центри на моќ, а општествениот систем е изместен од својата природна положба. Во такви услови, граѓаните, нивните потреби и ставови, речиси и да ги нема во јавниот дискурс, како да се невидливи и да не постојат во општествените процеси кои се важни за сите нас. За среќа, сметам дека оваа дисторзија минатите 12 месеци создаде реакција кај дел од граѓаните, па затоа кај дел од нив, кај студентите, средношколците, професорите, наставниците, новинарите, и кај сите нив, ние бевме сведоци на едно, мислам, според мене, историско време и период во кој граѓаните посегнаа по своето место во општеството, ги збунија малкум политичарите и повторно, но за жал само делумно, си ја вратија својата позиција во процесот на креирање на јавните политики во Република Македонија. Овој проект е реакција и на доврзување на овие општествени текови. Институтот за комуникацијски студии сакаше да направи обид и да отвори канали и начини на кои ќе може граѓанинот да дебатира, да говори и да спори за концептите на јавен интерес, за неговата злоупотреба, за тоа што се става под превезот јавен интерес и зошто него, граѓанинот, се чини дека веќе никој не го прашува за неговите ставови и мислења за политиките кои го креираат и кои му го определуваат неговото секојдневие. Затоа, предвидените активности на овој проект, изразување на јавниот интерес во зголемување на моќта на медиумите и граѓаните во штитењето на јавните политики во Македонија, имаат за цел да работат или да ги направиме на начин на кој што ќе се обидеме да ја подигнеме свеста на граѓаните за сопствената важност и преку инклузивен процес, заедно со новинарите и со другите медиумски професионалци, заеднички да го потенцираме значењето на јавниот интерес во одржувањето на принципите на доброто управување. Добре дојдете. Ова во следните месеци ќе го правиме преку дебати и дискусии за прашања од јавните политики, преку создавање содржини кои што ќе се достапни за медиумите за информирање на јавноста, но и со развивање на редакциски и уредувачки насоки за заштита на јавниот интерес. Понатаму сакаме да создадеме широка мрежа на креатори на јавното мислење и експерти кои имаат влијание врз него и да обезбедиме простор за и јавност за размена на мислења и ставови за актуелни прашања во државата. Затоа, во активностите, всушност, предвидено е креирање на документи за политики за јавен интерес, кои ќе ги анализираме, за кои ќе дебатираме и со кои ќе лобираме кај носителите на власта за подобра инклузија и подобро вклучување на сите нас во процесот на креирање политики. Во соработка со медиумите ќе се креираат и насоки за новинарите, за новинарство од јавен интерес, кои ќе содржат и тест на јавен интерес, како и редакциски упатства за уредувачката политика и за продукција на вести. И за она што денеска најмногу сме тука, е иницијативата за дигитално граѓанство Республика. За прашањето од јавен интерес ќе се пишува на академскиот блог respublica.edu.mk со цел да се достигне по широка публика и да се запознае, да се подсети граѓанството за својата обврска, но и за своето право да се биде активен дел во создавањето на она што е наше секојдневие и во создавањето на политиките и на иднината за Македонија. Проектот е поддржан од британската амбасада во Скопје, за што сесрдно се разбира им благодариме. Иницијативата за дигитално граѓанство Республика треба да овозможи сеопфатна, стручна дискусија за подобрување на медиумските и комуникацијските политики и стандарди и да ја зајакне улогата на академската и на медиумската заедница во јавните политики. Ние сакаме Республика да биде независен извор на вести и ставови, пред се од академската и од истражувачката заедница. Денеска сме тука исто така и да им се заблагодариме на медиумите кои се приклучија кон нашата иницијатива и со кои ќе подпишеме меморандум за соработка за заедничка работа токму за подигнување на свеста за значењето на јавен интерес. Тука со нас се неколку представници на медиумите кои првично се приклучија кон оваа иницијатива.
се разбира дека листата ниту е затворена, ниту е селективна. Ние ќе продолжиме да разговараме со медиумите и секој што сака да се приклучи е повеќе од добре дојден. Денеска сепак ќе им се заблагодарам на медиумите кои од почеток се тука со нас и дел од нив се тука всушност и во оваа просторија. Тоа се телевизија Телма, TV24, Весникот Нова Македонија, Весникот Коха, радиото Канал 77 и веб порталите МКДМК, Нова и Фактор. Тие се согласија и изразија подготовност поактивно да се работуваат со нас и да учествуваат во реализација на проектот и за активностите кои што се предвидени во него, преку кои заедно ќе ги детектираме, анализираме, дебатираме темите поврзани од јавен интерес, јавните политики во Република Македонија токму во престојните 10 месеци. Исто така се согласија да обезбедат и простор за дебати и анализи за актуелни прашања за кои што повторно се врзани под оној широк концепт на јавен интерес и со нивно учество исто така на конференции и дебати за кои секогаш и во минатото биле повеќе од согласни да дојдат и да дебатираат. Се разбира дел од нив, доколку најдат дека некои од блоговите кои што ќе бидат објавени на respublica.edu.mk се интересни за нив, ќе можат да ги реобјават на нивните портали или во нивните медиуми. Никако поинаку сметавме дека немаше да обезбедиме поширока јавност за резултатите од овој проект или за она што сакаме да го направиме, освен ако немаме многу блиска врска со медиумите кои што се наши партнери и соработници. Пред да ги повикам колегите да кажат нешто во однос на што тие сметаат и во однос на улогата на медиумите во креирањето на јавната сфера, посебно во ова секојдневие кое сега го живееме, и како го креираат јавното мислење, но и како влијаат на креирањето на јавниот интерес во Република Македонија, мислам дека со оние представници кои што се тука можеме да го подпишеме меморандумот за соработка, а потоа ќе ги замолам колегите накратко да го дадат својот став. Ивона, повели. Влада Дневниот вестник Нова Македонија. Па не дојде Коха заради тоа што денеска ние утнавме Бајрам и направивме техничка превид всушност, меѓутоа тие што не се дојдени, нели ќе ја потпишат дополнително нивните лога и нели линковите од нивните веб страни може да се најдат на порталот Республика, но пред да направиме презентација на Республика, јас замолив двајца од моите колеги, Сашо Дамовски и Горан Гаврилов, да го кажат своето мислење или своето гледиште за медиумската состојба и за она што значи за улогата која медиумите треба да ја исполнуваат и како сопственици на медиуми, што е многу важно, бидејќи во овој процес не треба да ги вклучиме само новинарите, туку и сопствениците, бидејќи без активирање на сопствениците на медиумите е многу тешко и свесност на сопствениците на медиумите е многу тешко да имате професионално, независно и балансирано новинарство, но и како новинари. Не знам сега кој би зборувал прв. Ти? Сашо Дамовски, повели Сашо. Долго време нели разговараме веќе и досадни сме можеби малку во однос на она што каква е состојбата со новинарството во Македонија. Дијагнозата ја знаеме. Ќе се задржам малце во однос на овој дигитален, овој електронски дел, затоа што нели во тој работам сега во моментов, меѓутоа мислам дека најголемиот дел од проблемите настанаа токму тука со таа експанзија на дигиталните медиуми, нели како многу ефтин проект кој што денеска може да се
лансира на пазарот, значи не треба голема инвестиција, не треба многу пари, не треба газди, сопственици и така натаму, и тоа е све, нели, убаво кога зборуваме за демократизација и за ширење на таа лепеза на голем број на медиуми, на од различни профили, различни социјални структури, различни ориентации и така натаму, меѓутоа во таа експанзија, во таа експлозија на портали разноразни, го изгубивме она базичното, ја изгубивме основата на зошто ние тоа го правиме, нели, зошто сме новинари, зошто сакаме да информираме јавноста, кои се нашите права, меѓутоа кои се и нашите одговорности. Значи, она што зборуваме за јавниот интерес, тука навистина се онака паднавме не на испитот, него паднавме како општество, како луѓе, како етика некоја која што беше градена долго време, која што ја имавме, не дека ја немавме, не дека сега треба да почнеме нешто од нула, туку тоа е најстрашното, затоа што имавме некој стандард, да речеме во 90-тите, на почетокот на 21-виот век, имавме некој стандард новинарски кој што се изборивме, кој што го постигнавме со можноста на приватизацијата на медиумите, меѓутоа тука застана и за жал отидовме долу. Се разбира, има исклучоци, се разбира, секоја честна исклучоци, меѓутоа зборувам за една генерална импресија, генерален впечаток кој што важи кај сите нас. Глупаво е да кажем, сега, ама тој медиум е нели ваков, тој медиум е онаков. Меѓутоа, кога зборуваме за новинарството, и тој податок Жане што ми го кажа во разговорот, дека нема веќе интерес за нови запишувања за студенти на новинари, тоа е навистина поразувачки за мене како новинар, кој што сум завршил, нели, факултет тука во Скопје на факултетот, на универзитетот, и сега најнаш вие во таква експанзија на медиуми, да немате, контрадикторно е малку, немате интерес за нови луѓе, нови студенти кои што сега бија сакале оваа професија, меѓутоа за жал никој веќе не сака оваа професија, нели, она флоскула дека новинарството е прекрасна професија која треба навремено да се напушти, изгледа многу рано е напуштаат луѓе, деца вас сваќаат што е каде е кваката и едноставно немаат предизвик, гледајќи ја оваа, нели, сите овие валкани алишта со кои што онака пред целата јавност се изнесуваме на подбив, за жал. Секоја ваква иницијатива која што, нели, треба да не врати барем да не врати на она што го имаме постигнато, да не зборуваме за чекор напред, е добре дојдена, се разбира поздравена од мојот медиум, од МКДМК, и во секоја таква иницијатива секогаш ќе влегуваме и ќе се бориме колку што можеме повеќе. Благодарам. Почитувани колеги, почитувана публико, ние како медиуми сме свесни дека нашата основна улога е корекција на општествените интеракции, а со самото тоа значи заштита на јавниот интерес. Од таа причина ние медиумите се сметаме за четврта власт, која е нужна да ги коригира првите три власти. Но тоа дали е така во заштита на јавниот интерес во овие општествени транзиции после 24 години, не сум баш сигурен. И од овие причини сметам дека сите ние медиуми, вклучувајќи го медиумите кои што ја доаѓам Канал 77, треба да ја одржуваме нашата основна мисија. Мисијата е заштита на јавниот интерес и плурализм. Од овие причини сите законодавства во светот даваат лиценци, бидејќи мораме да се придржуваме кон пишаните норми законски и непишаните есновски норми кои што се предмет на саморегулација. Овие мисии некои медиуми ги издржуваат, некои се откажуваат во својата цел. Но независно во каква сопственост сме, дали сме јавни или приватни, наша основна задача е да ја штитиме, да го штитиме јавниот интерес пред се, а потоа бизнисот како медиум, како бизнисот. Значи, бизнисот не е во прво прашање, него во прво прашање е јавниот интерес. И од тие причини ние сме регулирани. Кодексот на новинарите, кој што го има Сдруженијето на ЗНМ на Македонија, е еден документ кој што би требало сите ние да го поддржуваме. Но големите редакции и професионалните медиуми мора да имаат свој и јавно да го објават кодексот на однесување на редакцијата, кој што секако ќе биде во склоп на сите кодекси на новинари низ светот. Дали е тоа така, како прв и најбитен
медиум во Македонија е Македонската радио и телевизија, кој што е со закони задолжена да го правенствено штити јавниот интерес. Јас лично побарав да видам дали тој кодекс постои. Дојдов до сознание дека да, има таков кодекс, но никаде не е објавен јавно, поготово на денешни услови е многу лесно тоа да се даде на една веб страна и како што видов, тоа не можев ни да дојдам до тој документ. Овој проект ќе ни даде подршка и цел да овие формални акти ги донесеме, но најбитно од се да тие формални акти станат пракса во нашето секојдневно работење и студентите и новите генерации уште во основа да сватат која е целта и мисијата и визијата на еден медиум. Заедно со едукативните организации, како што е Факултетот за новинарство или како што се граѓанските здруженија, ние медиумите мораме да бидеме во една заедничка мисија за враќање на јавниот интерес во Македонија. Прашањето е дали знаеме во нашето транзицијско општество што е јавен интерес. Мислам дека таа дефиниција е менлива од време на време, зависи од политичките интереси, но ние ќе се потрудиме да основниот јавен интерес кој што медиумот мора да го штити граѓанските слободи и права биде на прво место. Сите останати варијации кои што дневно политички ни се натурат како јавен интерес и третата власт или втората власт го покажува како јавен интерес пуштајќи реклами преку нас, кои што ја лично не се согласувам, да владата го штити јавниот интерес со рекламирање. Тоа е наша работа. Доколку имаме развиена медиумска индустрија, ние тоа сами доброволно ќе го правиме бесплатно, доколку имаме услови за тоа, а не вака на овој начин. И доколку утврдиме јавниот интерес кој е, јас ја давам целата поддршка на сите медиуми, заедно со медиумот што ја доаѓам, да успееме во таа мисија и да го вратиме улогата на медиумот и граѓанското општество назад. Благодарам.